Македонскиот олимписки комитет и Наша ТВ со доајенот на спортското новинарство Зоран Михајлов со гордост ви ги представуваат македонските спортски легенди. Една од најмаркантните ракометни личности во првите две декади од новиот век секако беше Наумче Мојсовски. За него не треба многу да се зборува во воведот, за него зборува целокупниот ракометен опус што го имаше во овие минати 20 години. Тој беше еден од стожерите, би рекол, во нашата национална репрезентација, исто така одигра неколку сезони и тоа изворедно во европските купови со екипата на Вардар Про во минатото, потоа со Металург, и тоа оној Металург кога значеше многу на европската сцена. Па еве, следниве минути се посветени токму на Наумче Мојсовски, кој е инаку љубителите на ракометот сигурно знаат, другите ако не знаат сега ќе дознаат, тој потекнува од Струга, да кажам дека Струга е ракометен град, ракометен центар во Македонија, па впрочем и она одржување на традиционалниот меѓународен струшки ракометен митинг не е никаква случајност. Тоа е резултат на многуте години минати во кои што стружани многу вложија во ракометниот спорт. Па еве, Наумче, дадов еден вовед за ракометот, посебно за тебе. Јас мислам дека е тоа така, дека беше еден од носителите на играта и во Металург во европските купови и во нашата национална репрезентација. Па сега, бидејќи читав нешто за тебе, таму како момче си играл и фудбал, си пливал, а за пливање нормално е Струга, езерото тука. Сите дечина од Струга од мали нозе во езеро. Па какви беа твоите спортски почетоци? Прво, благодарам на вашата покана, поздрав до вашите гледатели. Чест и задоволство ми е да говорам со вас. Моите почетоци беа, како и секој стружанец, пред се со пливањето. Веќе, мислам дека 4,5 години, 5 веќе пливав. На моите почетоци од 6-та моја година, 5-та-6-та година до 9-10 години пливав. Успешно. После имаше проблем со базенот, почна да не се грее и така натака, па се затвори. Се префрлив на фудбал. Една година, година и по тренирав фудбал. Како викат, кога си роден спортиста, се ти оди. И се сакаш да практикуваш. Си тренирав фудбал редовно и веќе кога дојде оценување во бев петто деление, нели префрливме петто деление и дојде наставничка да ни кажа ќе имаме за 2-3 месеци оценување по ракомет, а јас немав ништо, не знаев од ракомет, а веќе другарите, мои школските другари одеа на ракомет и викам ајде да пробам и таму нешто за оценка да видиме што како. Така случајно почнав, првиот тренинг беше по фармерки и по патеки. Сегашниот тренер во Кала 7 Јаковче Матлиевски ми беше прв тренер. И за моите почетоци е тој најзаслужен и така продолживме. А каде ги игравте тие надпревари? Обично училишните дворови има ракометни игралишта во минатото, па сигурно случајот беше исти со Струга. Интересно е, па еве и за фудбалот тоа е карактеристично и со тренерите кога разговарам викам, абе ако децата не играле на улица и во училишниот двор, нема ништо од нив. Зошто? Така нема, вика. Па така е почнавме, да. Така е почнавме, значи, како викат баш за ракометот. Ако веќе не си играл во училишните дворови или, ево, ние во Струга на ракометното игралиште, отвореното ракометно игралиште, фудбал, баскет и не знам што друго, не ни почнува ракомет. Така да сме порастали на тие отворени игралишта кои ни овозможувале баш по цел ден. Такво и време беше, тогаш мал град, можеш сабајле одиш на школа, до 12 завршуваш, после си цел ден слободен. Да, и можеш да стигнеш да стигнеш секаде. Мал град, свет е тука, немаше никаков проблем да те нема дома, само доаѓавме лепче со маргаринче и продолжуваш пак, да.
А почетоците ракометни, кажи ми, дали организирано настапувавте на тие, нели имаше и тогаш Школски, мали да, олимписки, игри, така, да. А сега резултатите и дали веднаш те забележаа дека еве го талентот, тој ќе биде оној што посакуваме да биде? Па, имаше некои индици, значи, јас бев, нели тоаш беше оние мали олимписки, се одржуваа во Велес, и јас бев 7 деление, генерацијата беше моја, што тренирав 8. Така заминавме на таа олимпијада, после нели гимназијада беше. На таа олимпијада и го освоивме првото место. Игравме финале со физкултурното од Скопје. Го освоивме првото место и тоа ми даде некако како мотив плюс да продолжам напред. На тие години 12-13 години веќе знаеме, по 2-3 пати се тренираше во неделата. Али кога почна тие веќе републички олимпијади, мали олимпијади и сите други надпревари, ти даваат мотив за да продолжиш. Се осетив, да, видов дека има потенцијал во мене, јас сам осетив и сагав да продолжам веќе кај што сум таму и веќе во 8 деление веќе ме прогласија за најдобар играч на олимпијада, следна олимпијада или беше републичко во не знам кај беше, во Кавадар Ценевиште и Тогаш исто на твојата позиција играше на централен бек, плеймейкер, местеше, правеше и така, бидејќи тука беше најопасен. да. Од надвор па напад, дали пикер, дали Бек крило проиграл, или шут. Да, шут. Такви се тие позиции, значи бараат одговорност, сака да се води играта од таа позиција, треба да си најсмирен и секако се видов некако како дека тоа ми е позицијата, а како пионерски репрезентативец, веќе после кадетски и младински репрезентативец се почнав кариерата на крило. Веќе беа тие повозрастните од 76-та кои беа Бранче Ангеловски, Петар Ангелов, Ристо Калајджиевски, Иве Марковски. Јас заминав јас сум 80-та година, со нив на светско првенство во Турција, 97 година и играв крило. Гоце Макаловски требаше да игра, се повреди и јас како прва опција и таа година беше прва како крило и после продолжив. А 96-та Израел го испушти затоа што беше се уште млад. Таа беше веќе поголема генерација, фаќа и тие 75-та, Данило Брестовац и другите. Се сеќавам тогаш Славе Атанасовски, Чаве, добар другар уште од младешките години, тој ја водеше репрезентацијата и бевме таму, ми се чини шести. И од тогаш рековме дека еве, а Македонија веќе самостојна и еве, значи има што за нешто повеќе. Да. И ајде нешто повеќе за тоа првенство во Турција. Па добре, како се чувствуваше како најмлад меѓу нив? Па најмлад, убедливо најмлад и на светското првенство во Турција, во Ризе Трабзонспорт, значи таму се одржуваше и најмлад на целото светско првенство бев јас. Секако возбуден, Љупчо Савецки ни беше селектор кој се залагаше многу за таа генерација. Тоа беа други времиња, мислам дека федерацијата имаше обезбедено 20 дена максимум припреми, ние се собравме на 18 мај, а светското заврши на 8 септември. А ние до тогаш ни дома не бевме појдени. Значи, све човекот сам се избори, сам бараше припреми, кој од приватни спонзори, кој од држава. Надпревари, да. Значи, пријателски надпревари и се стигна до некоја врна форма кога заминавме во Турција, ајде да кажам, прво светско првенство на младинци. Бевме малци нели стегнати во Грч, јас лично за мене уже да кажам 16 годишен, напунив во јунито 17. Ми беше прво крило си, нема некој пред тебе да ја разбие тремата и секако. Со надпреварот против Турција, над мене се направи, го изиграв одлично, 4-5 голови дав, го направи над мене пеналот и со тој пенал, со таа победа се пласиравме во вториот круг кој беше огромен успех за нас. И мислам дека завршивме 24 репрезентации на 13-то место на прво светско првенство на младинци.
Добро е, тоа беше едно огнено крштевање Огнено за таа крштевање, генерација за на да. светските првенства. И тогаш ти беше член на екипата на Струга. На Струга. Сега ме интересира, се враќаме сега на клубскиот ракомет, дали во Струга веднаш заигра или како што е тоа вообичаено помала минутажа, па поголема и некогаш цел надпревар. Да, имаше кај мене, кај таа наша генерација, мојата генерација која играше во помладите категории, се деси, тоаш беше баражот Струга со Јафа Промет, тогашна Јафа, Ресенска, која беше Организирана, силна, многу. финансиски исто така. И Струга беше за испаднување, бара се играше, а Јафа за влегување во лига. И после тој напред кој не се успеа за еден гол, два нешто така беше, се направи еден голем рез во рака Струга, повозрастните ги тргна и ни дадоа нас шанса младите. Кристијан Матовски, јас, Ристо Калајджиевски и многу други, кои бевме генерацијски 2-3 години разлика, али тука бевме. И веќе презевавме, ајде, ако сме веќе втора лига, да играме со помлади и да се направи некој костурна екипа која ќе има за понатак. Веќе после 2-3 години, одма 2 или 3, мислам, одма со амбиции за враќање во Суперлигата и се вративме во Суперлигата. И бевме четврти или пети таа година која дојда на помош беа Макаловски, Андонов и Шундовски, мислам, како играчи. И одма завршиме четврта или се деси проблемот со Комедел кога нас не казна и немаше за нас Европа. Зошто беше таа казна? Ајде, подсети не. Па Лига шампиони, нели, Кометел играше Лига шампиони, не Герил, Слагел се не знам кој беа точно, не го освоивме финалето и се симна некој најач од публика, гудри судијата и следната година цела лига, значи и машки и женски и сите категории беа казнети за европски надпревари и за репрезентативни надпревари. И така не се фактички ние се пласиравме, ама не се одигра квалификации или за европските купови и веќе следната година имаме побара Пелистер и на 19 години замина во Пелистер. 1999-та одиш во 99-та, Пелистер. 2000-та, таму. на преварувачка сезона. Бидејќи одиш во Пелистер, Битола ракометен центар, предходно 2-3 години пред тоа Пелистер го имаше оно историски надпревар со Лемго. Со Лемго, да. Се сеќавам тогаш и на салата кој изби паркетот, па го така. поправа, па во коментарот кажав на почеток, еве ќе се игра, меѓутоа преполна сала изгледа попушти нешто. Статиката рипна паркетот, меѓутоа Силјан Мицевски тамо, директор на Пелистер, веднаш работниците за пола саат го оспособија и се одигра надпреварот, но за жал во последните секунди Пелистер прими гол и не влезе во финалето, така убаво се сеќавам на тие мигови. Сега како се чувствуваше ти од Струга доаѓаш во еден Пелистер кој веќе зад себе имаше едно навистина квалитетно би рекол минато? Па секако за секој тогашен во тоа време ракометар беше предизвик и поим да се игра за Пелистер, како што моментално е Вардар сега на европско ниво, така беше Пелистер во тоа време, во тие години и беше престиж и недостижно за многу играчи да се игра таму. Секако тој дрес носеше тоа тежина, како што кажавте, 2 години пред тоа се играше полуфинале, тоа историско полуфинале. Веќе и таму се направи, во Битола се направи некои резови кои им се даваше веќе на помладите играчи и се направи некој костурна екипа која беше во тој момент младински репрезентативци веќе се префрлуваа. Темелков, таа генерација што бевме ние, Темелков, јас, Митков, Јоновски, значи последна година до Јоновски, Макаловски, сите тие млади репрезентативци се стационираа во Битола и сака да прават као костур да има млади играчи, али да се некои добри кои нешто представуваат во нашата држава во ракометот. И така се направи таа прва година, веќе одма следната година се стигна до финалето до Челинч куп, кое после тоа
Со данците или со со кои данците, да, игравме? со данците со Скер. Фредерисберг беше полуфиналист од данци, со мојот гол последен се замина на пенали. Таа беше една чудна сезона која сите европски надпревари ги изигравме со идентичен гол, со идентични голови, само дали подобра домашна гол разлика и се пласиравме во наредната фаза. Така се стигна и во финалето, али финалето го изгоривме во желба, дома победивме 27-20, таму изгубивме 12, мислам, разлика, така нешто беше. Добро, како изгледаше еве тој надпревар, да се вратим? Јас за тие надпревари разговарав и со Стефче Стефановски и тој беше Па тоа е тренер тогаш. Да, тренер беше со Богдан Марковиќ. Тренер да. и тој самиот немаше некое објаснување што се случи. Го прашувам дали не можевте да издржите, сепак имавте предност од Битола. Па, добро, Битола тоаш знаеме каква публика, како вулкан, мислам дека кој да дојдеше во Битола ќе изгубеше. Сега, после дали на искуството наше, мислам дека, јас не се жалав тоаш, али мислам дека тоаш ни судија руси, кој им беше последен надпревар, во европските надпревари, и јам по мое и по се жртвува. разговорите на колегите наши, да, дека многу лошо судење имавме, катастрофално, и фактички можеби самото неискуство не бевме можеби спремни за тоа финале, не деца бевме 20 години и мислевме дека ајке имаме следна шанса и не знам како, така да си искуството си направи своето, а среќа да во полуфиналето ни се позлати, јас тој надпревар го изигра фантастично и дадо 12 голови. И секако скандинавци, такви клубови нас на балканците не ни одговараат, али се деси чудо. Ние водевме со 1 гол разлика, требаше да заврши со 6. 37-25 заврши и така заврши, исти идентичниот во Данска беше резултат. Ги стигнавме за минута и 47 секунди, 5 голови разлика направи. Господ така сакал, едно чудо се случи, последниот гол мој го дадов задна секунда и така заврши. Се замина на изведување пенали, има диви, ке каже Петар Ангелов, диви го одбрани, Гоце Макаловски го даде и така се заврши. Заминавме финали и кажав како беше во финалето. Сега во Битола за ракометот живееше тогаш, да се осети таа атмосфера, да се осети, мислам дека како европски првак да си станал, сите те сакаат, те поштуваат, знаат дека Едноставно живее за ракометот и да. вие бевте вистински Херои. миленици, херои да. за публиката. Имаше многу интересни надпревари во македонското првенство тогаш. Па ајде, кои беа најтешките противници на Пелистер, за кои посебно вака се палевте? Па да добро, играте? имаше тогаш, не беше вака лигата, тогаш беше многу поизедначена. Значи, можеше да заминиш и во Неготино да изгубиш, можеше да заминиш и во Богданци да изгубиш во Прилепен надврвна тогаш екипа, Данило Брестовец, Маријан Колев и не знам, Вардар ти беше тука, Металург се бореше, значи сите буквално Струга, сите буквално беа скоро изедначено првенството. Ние битките ги водевме со различни екипи, значи финале за куп игравме со Прилеп во Прилеп, изгубивме на пенали, можеби таму нестрикно. Таа млада генерација која веќе стасуваше, сака да го вратат првите луѓе на клубот, да го вратат клубот кај што му е местото. И на таму циљавме, ние можеби ни се случи многу прерано, тие веќе финалиња сите, од 3 финалиња едно само добивме, 2 ги изгубивме. Можеби прерано, али малце ни беше разочарувачки. Финале Европа, финале првенство, финале куп. Така да, кога ќе се навратам, да, беше една одлична генерација која после продолжи да го носи товарот и во самата репрезентација. Од тие кои што ги набрав, има уште... Да, се насобравте неколку играчи и тука тренирате, и после лесно беше во репрезентацијава со вклучување на други ракометари, да се направи еден квалитет за меѓународна сцена, да се носи... Тогаш беше така поимо, значи, ако не си, ајде да кажам, ако не си добар ракометар и ако
Она другото све окей, али ако си врвен на коментар, ако не ја помине школата на Пелистер, беше малце паника, како сега, например, и да кажам, ево сега се појави Еврофарм, али сега моментално Вардар, сите сакаат Вардар, тоаш беше Пелистер и таа позната прочуена школа од Пелистер беше нешто вау во бивша Југославија, нели, не во Европа. Да, уште од тогаш, уште од Така. тамо Од финалињата со ти не металопластик. беше роден, 1971 втора влезе Пелагонија се викаше Пелагонија. тогаш. Пелагонија во прва лига. Немавме многу прволигаши. Игра сезона 2, после 76-та влезе Вардар 2 сезони. сезони, така И беше. толку е после Пелистер, после 80-та година, Пелистер беше оној Константен што таму, да. се надпреваруваше уште се од бореше за времето титула. да Анте Костелич која дојде 82-3 и потоа другиве тренери Каменица и така натаму. Сега Пелистер го обработивме на некој начин. Таму рече дека остана 6 години во континуитет. Покрај ракометот, тамо школување или што во Битола. Школување почна во Битола, ама го заврши во Скопје, го доврши во Скопје школувањето, сега го заврши средно образование во Струга и замина во Битола. И по некои си правила, ако веќе толку се млади играчи, одма Битола беше за тоа, да кажам, не се правеше никаков збор дека мораш да продолжиш со школување. Одма те запишуваат, подпишуваш договор, нели млад играч не те остава да подпише без 4 години. Јас подпишав на првиот договор со Пелистер, беше 4 години и одма веќе ме запиша прва година на факултет и мора да си тераш напоредно. Си ги имаше тој терк Пелистер од минати години и мораше така да биде. Па добро, така работат организираните Така се клубови, работеше, така имаат сигурност и играчите. Мина таму 6 години и после доаѓаш во Вардар. Скопје, во Вардар. Да. Вардар Про беше тоа. Вардар Про, да. Сега малку и за Вардар Про. Да. Што те привлече да дојдеш тука? Дали тоа што Вардар беше тогаш во подем и Веќе почнуваше, стануваше да. фактор во Да. ракометот? Веќе почна да се менуваат склучувањата на ракометот во Македонија и се префрлуваше, ајде да кажем, све во Скопје и веќе Вардар имаше фатено некој залет кога очекувавме сите дека веќе ќе се прави нешто. Дојде понуда од Михајло, господин Михајловски, кој беше тогашен председател на Вардар, 20 добри години председател на Вардар, и ми ги кажа кои се амбициите за Вардар и секако прифатив, се направен добар тим со дел од тие репрезентативци кои беа по другите клубови исто се собраа во Вардар и 3-4 квалитетни странци кои беа, ајде да не кажам, неизбежни, се направен добар колектив во Вардар кој наредните години газеше по Европа. Да ни споменеш некој од тие играчи тогаш, бидејќи тоа беше во 2006-та, 7-та, 8-та година. Да, значи имаше Тихомир Додер, Голуб Докнич, Ацо Стојановиќ, репрезентативец на Србија, исто Голуб Докнич беше после Србија, па Црна Гора репрезентативец. Додер репрезентативец на Србија. Русите беа тука Коваленко кој беше репрезентативец на Русија во тоа време. Многу имаш играчи од страна кои вистина квалитетно, до Брковиќ, десно крило, многу. Лушевски, наши сите беа тука, така да веќе беа собрани, ајде да кажам, од овде блиску од бивша Ју и од некој си од надвор, беа квалитетните собрани во Вардар. Па дојде на крај шлагот, после една година, две, дојде Вујовиќ, тренер, и веќе се издигна клубот на повисоко ниво. Кажи не нешто за Вујовиќ. Тој беше многу интересен Да, како играч. јас како И направи една белја во Битола тамо 90-та, 91-та. Па да, имаше имаш- белја тука со Варда тепачката со Да, и Тепашка. Па и овдека со овде во Металург, Кале, да. Влечење, Така да- праење суди. Јас Вујовиќ го поштувам и го сакам многу и го ценам како тренер и човекот многу знае. Тој темперамент си го има како играч. Тој што бил спортиста и играч, знаеме како
како може да избунат брзо, али многу работи научив доста од него. Го водеше тимот одлично во тоа време, мислам 5-6 години беше добри во Вардар. Јас една година направив пауза бев во Шпанија и со него перфектни работи, со осваја титули, тоаш бевме прваци на Македонија, купови освајавме и... Сега ја спомна Шпанија. Кажи ми за тој излет во Сиудад де Логроњо, Да. сегашна Лариоха, која е втора последниве 10 години во Шпанија. Ти замина тамо? Јас заминав таму, да, од Вардар. Заминав таму и потпишав на 2 години, али... Која, 2009-та, 10-та? Не, може би порано беше. Порано беше. 2008. Мислам дека 2007-2008 негде Да. така беше, пошто имав 2 години потпишав, тие ме бара, 2 години, али после јануари Вујо и Михајло беа упорни, врати се и се вратив. Таму беше тоаш влезе во таа прва лига шпанска и онма амбициите беа големи на тогашното Логроњо, сега Лариоха, и беше составен таа екипа беше составена од доста репрезентативци, што на Шпанија, 2-3 имавме првотимци, тој првиот десниот бек Џон Белостеги беше репрезентативец на Шпанија, прва постава. Хавард Фентен до пред некоја година беше стандардно 20 годишно лево крило на Норвешка. Хулио Фис, најпрочуениот кубанец, рекордите уште ги држи. И тој беше таму. Да, во истата екипа бевме сите. И беше еден склоп на екипа која се бараше одма успех. Првата година стигнавме 6-то место, завршиме, кој од тогаш направена екипа, да кажам, за таа лига, се направи одличен успех. Висок пласман, а тогашната шпанска лига беше тогаш, мислам дека и подобра од германската, зашто знаевме кој игра Балич, сите тогаш најдобрите играчи во Европа, меѓу најдобрите беа доста во Шпанија. Беше Барселона, беше Суедад Реал, беше Валјадолид, Портланд, со Балич, со Доминиковиќ, со Вугринец, со сите такви звезди. Асови. Сите такви звезди играа во Адемар Леон. Тоа беше една страшна лига која и ние завршиме 6-то место. Ти каква минутажа имаше таму? Јас добро изиграв таму, беше? задоволен, да. Али ова пустинското, наше балканското, врати се и дете уште, ајде да кажам 25-6 години, ајде викам, амбициите на Михајло да се вратам. Значи 3 години бев тука или 4 мислам, па уште 2 во Вардар, 5 ми се собра, капитен бев на Вардар, добри 3 или 4 години и после дојде понудата од Металург. Го спомна Ивано Балич, изгледа тие вака... Тоаш беше за сите поим од странците, да. За нас, за мене, јас како дете снели беше, како што кажав, Пелистер, врвот во тогаш на Македонија, врвот беше во ракометот и за нас беше поим Пелистер, а во тоа време во Пелистер игра едни врни ракометари, едниот е покоен, Боро Чурлевски. Јас на нив се гледав Боро Чурлевски, Томе Петрески и Драган Маринковиќ, кои беа баш Боро играчи. Чурлевски навистина беше... Баш играчи. И тие некако беа од странците сега го И во Пелистер, и во репрезентацијата, и така, па и добро е сега салата што го доби неговото име. Да. Боро Чурлевски, тој е икона, би рекол, на битолскиот ракомет. Икона. Ти во Вардар капитен, од тие капитенски дерови, кажи ли нешто, имаше ли проблеми како капитен да ја водиш екипата? Со кои тимови вака најмногу бевте провоцирани? Потоа и за некои европски настапи. Пелистер и Вардар беше нели ривалството. Јас не беше замислено од Пелистер тогаш во тоа време се замине во Вардар, а јас бев као ајде да не кажам миленикот на пелистерската публика. И прогледаат низ прсти што дојде Па на во Вардар? почеток не може да прогледаат, тешко им падна, кога сватија веќе дека така треба да биде. Не е Пелистер веќе на тоа ниво. Некој се смирија страстите и немаше некој проблем, али на почеток првите 2 години ја Ракчевиќ, се сеќам, јас Ракчевиќ и Докнич, Голуб Докнич излегуваме на представување во Битола. И Преполна салата, излегуваме последни кога видоа тие, а прва сезона нив тука. Шта е ово, вика шо е ова?
Дали многу не е чудно за нив, не е видено што си направил, зашто вака, како, па дури ми објаснав да им кажем како што било, дека тој ривалитет е Да, на повисоко антагонизмот стално ниво, постои да, меѓу и двата веќе клуба подруго и беше града. постои. Да. Имавме доста работа, имаме една случка што со председател Михајловски, значи кога 6-7 играчи ни фатија заушки тогаш. Значи тоа се не знам, некој фатил, па сите се префрли, се фатија на терен. Значи тоа се држи на терен. Председател Михајловски како капитен ме вика на состанок, ми вика: "Мојсо, сакам да ги казнам играчиве кои веќе месец дена не тренираат два." Ја викам: "Михајло, за Треба 2 да недели, мирува за таа. за 2 недели викам, играме куп финале, играме за првенство за титула. Ако сега тоа се случи, ќе има проблем." И као тогаш ми обеќа: "Да, готово." Вика: "Нема, чим така размислуваш, нема да ова." Да, освоивме и купи првенство и на крај пак ги казна. И такви некои си ситни работи кои беа нормални од председателите, од газите на клубовите. Со Вујовиќ имаше знаеш, темпераментно судири, али не такви судири, него ајде насмеј се, ти си као капитен, лидер на тимот, ако не си насмеан, ти другите играчи се негативно. Да, се пренесува. Да, од Сабајле, ајде са будење, од Сабајле, па некад не си наспан, па знаеш да си малци, и вака ми правеше кога ќе влезе одма по кале, доле по соблекувалник, кога се спушташ на паркет, вака ми правеше: "Ајде, насмеј се." Да. А ти сериозен. Апса, И викаш: 8 Сабајле, Симо вчера, например, надпревар тежок и Сабајлето тренинг. Другиот ден, смеј се и ти сакаш, ама не одат нозете, па имаше, да, Вујовиќ си сакаше тие работи, али имаше и разбирање кога ќе видеше дека уморна екипата или сме се вратили од пат некаде Европа, сме играли не знам што, уморни, и одма ќе фатеше: "Ајде," вика, "фудбал 30 минути загревање", и после се делевме 3-3 игравме баскет, и тој играше една екипа, бевме јас, Ракчевиќ и Докнич, тој Лушевски и Јовиќ, мислам. И играме со крви до последно. Она машка кошарка баш. А ти одвај чекаше да го начекаш. Да го начекам. Не, а сите така не. Што те мачел на тренизите, ама без таква мака па нема резултат. Нема резултат. Тој беше и омилен и како ракометар и квалитетен, настапуваше за поранеша Југославија, Олимпијади, да, светски првенства. Баш и Пепи Манасков тогаш во репрезентацијата беше пред распадот на државата и малку не достигаш, и Пепи доби некоја повреда, би се чини, на некој турнир во Германија, па не отиде во Сеул на Олимписките игри. И тогаш сите жалеве, викав: "Ќе имаме наш човек во репрезентацијата", меѓутоа се случи тоа. И тогаш и металопластика беше силна и шампион на Југославија, и шампион на Европа, така што нема дискусија, капа долу за тие играчи од тој период во металопластика и во југословенската репрезентација. Некои станаа тренери и нормално вие играчите помлади со посебна почит. Одевте кон нив, ги прифаќавте и така. После Вардар, како тече твојата клубска кариера? После заминувам во Металург. Тоа е сега интересно да кажеш за Металург. Дека направивте една силна екипа и во еден момент дојде до некои недоразбирања. Па имаше не веќе дали се осеќаше некоја криза, дали кај газдата Минчо Јорданов или не знам како, веќе почна да се должат многу пари и скоро цела година ние не бевме исплатени, а немаше, ајде да не кажам абер, дека ситуацијата оди на подобра. Си играш Лига шампиони, играш све, а не си насигурен на што ќе си. Така се случи тоа, после тој, кажам, ајде, Лино Червар тогаш беше тренер, тој смируваше, правеше... Па и смируваше, и подбуцнуваше, и секако правеше. Знаеме Лино каков е, да, и како психолог и тренер, капа долу, али тие работи малце ги измеша тогаш и
викаше да, станите играчи, вие може барајте си ги парите, јас ќе заставам зад вас и кога веќе подбуцна работата се тргна настрана и Ве остави. па не остаде, али тоа што се случи, мислам не е случајно во ниеден спорт во цел свет, да кажем, заради еден тренер кој нас не подбуцнуваше, заврши 28 играчи си замина од клубот. Тоа не е Тогаш вие главните играчи бевте на тапет од управата, барем така добро, беа мора пласирани мора тие информации. Да. Мора да е некој на тапет, пошто јас како капитен тогаш на Металург, Ти прв на тапет. Ванчо беше како највозрасен, Димовски, како најмногу стаж таму, Меркуловски, сите останати, али тоа беше, имаше доста квалитетни станци кои после стана со Вардаревски прваци, Циндич, Борозан и Марсенич и многу играчи. Да. Веќе дечките си беа од странство дојдени кои си ги бара финансиите. Значи малку требаше она што стана Вардар неколку години потоа да биде Металург. Ние 3 години соредираме четврт финале. Да, па затоа Значи тој преокрет да се направи во на Final Four, тоа за да се влезе во Final Four и да се бори за титула. Веќе после титула. друго е. Да. Тоа малце фалеше и не се направи тој чекор и не се проложи. Металург беше таа кажав јас последната година, али пред таа година беше костурот на репрезентацијата, 12 до 13 репрезентативци македонски. Кои години беа тоа? После 2010-та Да, нагоре. Да, од... И после како тече твојата 2009. клубска кариера? Заврши во Металург, од Металург заминав за Катар. Една сезона бе во Катар и уште, ајде да кажем, една сезона, пола сезона бе во ЧСМ Букурешт и Тамо беше Шундовски, мисля, че тренер, да. кога отиде ти во Па јас Букурешт. сакав да завршам, ама ајде викат Звонко дојди, ајде викам да ти помогнам. Прв пат со своја клуб, финал изгубивме, таму си игра на 2 добиени, малци таму судите не за по еден гол разлика и викам ајде доста е. Последната исто со репрезентација беше со Чешка тука и така. Добро, за клубскиот ракомет и како течеше твојата клубска кариера, кажавме. Сега за репрезентацијата. За репрезентацијата спомнавме оние Почетници. младински репрезентации, светско првенство и тоа. Меѓутоа, за сениорската репрезентација на Македонија, колку што можам да забележам овде, кај мене ти играше на светското првенство 2009-та во Хрватска, квалификации Тоа во прво ни Вараждин, беше на сите, да. ги минавме, после тоа се пресели репрезентацијата во Задар, па ајде за тој настап на првото за вас светско првенство, затоа што 1999 пак беше година кога за прв пат нашата репрезентација учествуваше на светско првенство во Египет. Да, во Египет и да, во Италија. За ова светско. Ова генерација, хајде да кажам, тргна од оние предквалификации, така игравме и до тогаш. Значи, после тие 99-та, 2000-та, светското, европското во Италија и во Египет, имаше една пауза од добри 9 години, 8-9 години, и се деси ова што се деси со нашата генерација. Почнеме од предквалификации со Бугарија и такви некои репрезентации, со расипани автобуси без дресови и не знам како, завршивме на светско првенство. Во бараш ни се падна Исланд, кој беше вице-првак на Олимпијада, мислам, или на свет на Олимпијада, знам. Исланд, кој дома изигравме фантастично. Исланд 2008 во Пекинг беше втор во финалето од Франција. Да, и после ни падна нас, го изигравме можеби најдобриот надпревар во Скопје, едно време водевме и со 13 голи разлика, заврши со 9. Заминавме таму, изгубивме со 6, мислам, или 5 и се пласиравме на светско првенство во Хрватска, кое беше прво за нас како оваа генерација, како круна. Викавме прво пласман, не знаеме кои ни се амбициите, барем само да се напреваруваме, али видовме дека можеме да се носиме со сите. Изигравме на одлично светско првенство кое за гол можеби на крај ќе испадне дека за гол не се пласиравме во полуфинале. Се деси тоа што се деси во група, ги пројдовме Полска, Русија и големи репрезентации, кои само можеме да ги гледаме на телевизија и да
се дивиме на нивните потези, или кога се најдовме во арените со нив, видовме дека ова генерација не е за подценување и видовме дека можеме со сите. Се деси тоа што се деси во Вараждин, се пласиравме во Задар и за мене еден пех голем кој се деси со Норвешка 5-та минута го скрши прстот и тој уствари надпревар не кошташе нас пласман во полуфиналето. Заврши еден гол разлика, изгубивме и така завршивме на 9-тото мислам место или не знам како беше, 11-то, не знам точно, али таа ни беше веќе ова и се случија после тој континуитет кој не сакавме ние да го испуштиме и да постојано учествувавме. Тогаш бевме 11 на светското првенство. Е следен репрезентативен надпревар во една завршница на големите приредби беше Европското првенство во Србија 2012 година, тоа сите ќе го памтиме, 5-то место за македонската репрезентација. Ги почнавме квалификациите во Ниш, па после завршницата во Белград. Ајде сега за тоа првенство, зашто тогаш во Македонија владееше навистина една ракометна грозница, би рекол. Тоа беше, ајде кажем како сон, едно наше големо достигнување за многу малце, можеби со медал. Се случи исто како што кажав, нели, во Загреб, во Хрватска, исто и во Србија. Сите надпревари ни беа, првиот надпревар ни беше со Шведска кој го завршивме нерешено, а можевме да го добиеме. Вториот надпревар, нестрикно, мислам дека Деки Манасков промаши на контра, па германците ни дадоа одма гол и заврши 1 разлика за нив. И трет надпревар со Чешка, која ни беше за пласман, го добивме со 4-5 голови разлика. Така исто се пласиравме во Београд, во втора групна фаза и тој бод од Шведска многу ни значеше. Бевме од нашата тие група, фактички се пласиравме, се боревме за пласман ние и Данска. Данска беше со 0 бодови, а ние бевме со 1 бод. И тој 1 бод ни направи нас предност која на крај ќе се види дека уствари многу бевме пред Данска. Се деси на преварот со Данска, која директен конкурент, кој едно време водевме и со 7 голови разлика. И знаеме, и не сакам да се навраќам на тој ни е кошмар на таа генерација сите, како го изгубивме во последната секунда. И ние го паметиме тој надпревар. Тој надпревар во последната секунда и со избрзани шутеви и со све тоа што беше. И уствари тој надпревар фактички ние само да фрлевме топката во аут да завршеше нерешено. Данска ќе имаше 1 бод, ние ќе имаме 2 бода. Си ги победивме Србија, си ги победивме Полска и ние ќе бевме во полуфинале. На местото наше замина Данска и Данска стана европски первак. Најголемиот успех, да, со горчина, ама пак е успех. За нас е За 5-то место ја совладавме Словенија. Да. И тој надпревар вака како го доживеавте, зашто и 5-тото место е... Не, успех, да, ние можеби тоаш малце и горчина, знаеш, на крај кога се собираат, знаете, на крај се собира, тоаш веќе Словенија се собира впечатоците и видовме дека уствари Данска нас не беше Ве пресече едноставно. Со тој бод, и сите полуфинали, викаме, да, наместо сега да играме полуфинали, играме за 5-то место. Али се случи, сега викам, ајде дека сме тука, луѓе, не е исто 5-то и 6-то, дај да стегнеме заби и да изиграме. Како и сите надпревари до тогаш, така и после тоа игравме за Македонија со срце, со душа и стегнавме. Словенија знаеме која е во светот на ракометот. Си ги тепавме и овде. И овде беше. Дочекот како го доживеа тоа, емотивно беше. Тоа се некој баш би сакал на сите, на сите спортисти да им го сакам да го доживеат, да го уловат, да видат дека со тоа што можеш со спортот да направиш, со ништо друго не можеш да направиш. Не задоволство на цела нација, цел народ. Сите собран народот не е обележано, не е битно кој 100.000 народ пеес, нека се не е битно. Те чекаат како херои, те пречекуваат, застануваш како херој пред нив и ти даваат аплаузи и оваци, така да би посакал на секој спортиста да доживее тоа.
После играш и на други првенства, еве имам овде забележано 2013-та во Шпанија на светското првенство. Да. Тамо 14-то место, искрено очекувавме нешто повеќе. Што се случи? Да. Па се случи и ние, ајде да не кажам, не штелувавме, него да избегаме поквалитетни или она која гледаш, ајде да не одиме нови. Уствари стигнавме на Германија, која тогаш веќе почнуваше, се беше направена некоја смена на генерации, почнуваше да атакува на медали. Знаеме кај заврши Германија. Тоаш беше, мислам, дека финалист или освои нешто, така нешто беше. И паднавме со нив, изгубивме, се држевме одлично, изгубивме со многу малце голови разлика, не се сеќам точно. Овај веќе тие беа тука не пресече, а нас не беа поголеми амбициите и мислам дека лош, не избор, него лошо ни се поклопија групите и имавме некои проблеми кои ние директно од надпревар во Севилја завршивме или како беше во Барселона или негде, со возевме многу и одма директно на надпревар. Од Барселона за Севилја. Севилја така нешто беше и стигнавме за со тие возовите и стигнавме директно на надпревар, не бевме ни одморени, баравме тој надпревар да се одложи, не ни дозволија и се виде кај нашиот замор. Другите, ајде да кажеме, Германија не чекаше во Севилја, нивната група беше таму и се останаа таму, ние патувавме многу и се случи што се случи, заврши, ајде да не кажам за таа генерација тогаш, веќе која фаќаше залет, не беше добро 14-тото место, а пред тоа беа тие квалификации за Олимпијада кои за многу малце во Шведска не се пласиравме. Во Гетеборг беа тие квалификации, не успеавме, штета за таа генерација. Сега, што се случува со тебе? После тоа светско првенство, ми се случи тој пехот, повреда. Значи, ајде да кажам, ден пред последен ден надпревар Вардар Металург, неважен во сека лига, јас барав да не се игра, јас да не играм тој надпревар, со сека веќе заморен, сакав да наполнам батерии за припреми за следното европско или светско што беше во Данска, не знам што беше. Во Данска беше европско првенство 2014. Да, и овој период сега кога го снимаме, веќе ми се случи тој пех и веќе бев оперисан, ги скинав лигаменти, скинав и требаше подолг период да требаше 6 до 8 месеци да санираш таа работа, да. И после тоа се враќаш ти на ракометните терени и повторно играш за репрезентацијата. Играше и во Катар, тоа ти беше веќе познат терен, бидејќи претходно. Клубска кариера имаше таму. Катар таму одлично, изгубиме од само бевме девети, само да не заборавиме да кажем. Осми? Да, седми одеа, ние бевме осми. 7 одеа на квалификации за Олимпијада. Јас овде сум забележал 9 осми и после не знам некој се поклопи дали кој и нас ни даде пак да играме квалификација. Така да тој одлично светско го почнавме, ги совладавме Австрија и не знам многу репрезентации. Хрватска не победи нестрашно еден разлика со сите тогаш собрани и кога требаше најмногу да даеме газ, истото тоа со Словенија, ние го изгубивме тој надпревар со еден гол или два, така нешто беше а бевме доминантни, бевме самоуверени некако, дали тактиката не ни се поклопи и така заврши, а мислам дека можеме тоа светско многу да направиме. Во Катар, кога истрча на терен, те препознаваа љубителите на ракометот, знае дека претходно си бил таму и си играл таму по во тој најдобриот клуб нивни таму, Немирот што го држи, кај ми бев тоаш, ме прифати одлично и ајде да не кажам како дома. Почнав добро да ги играм тие квалификации, ќе кажав, тоа светско првенство, али не знам, ни се случи нешто, некоја блокада, кај спортистите вика блокада, дека некако не ти оди, која ќе промашиш 7-8 цицери, која голман твој ќе ги одбрани топките и се одбијат кај ни во раце, тоа е, немаш некоја спортска среќа, во тој ден ни се поклопи така и така го завршив. А Катар некако интересен за нашите ракометни и стручњаци и ракометари.
Ти не знам дали знаеш дека тамо негде во 1990 година Ристо Магдинчев отиде за тренер тамо, потоа и Стефче Стефановски 2000-2001. Беше тамо, па еве ти како играч и така. Има доста, значи наши и ајде да кажам и од Балканов претежно сака да го развиваат ракометов, а ние како балканци сме веќе некој менталитет кај што се развива ракометот сме таму. Тоа час кога беше Зоки Кастратовиќ тренер на Тијал Џаиш, кој ги водеше одлично. Имаше доста наши, нели беа, не мора да значи Катар, ама беа по Дубај, по други арапски држави. И Саудиска Арабија, имаше Гркот беше, нели... Па и Савевски беше, Савевски беше, и така. беше. Значи имаше доста кои, нели, тие земји сака да развиваат, имаше доста наши. Сакаа да направат, ги собира, ајде да не кажам, кремот или кои се веќе во залесна кариера, најдобрите ги собираат таму за да направи некоја база за нивните помлади генерации, да фата некој па и направија тие на светското првенство финалисти, второ место. Ти играш после за репрезентацијата во 2016 на Европското во Полска. Да, во Европското во Полска и задниот ми беше квалификациите, уствари мислам дека квалификациите дали беа пред Полска и Полска беше тука во исто време, во исто беа, двете беа во Полска. Потоа продолжуваш да играш за македонската репрезентација, но не учествуваш на светското првенство во Франција 2017, иако квалификациите ги одигра, па кажи сега за оној гол со Чешка. Што значеше тој? Добро. Тој значеше пласман на репрезентацијата во завршницата на светското првенство. Една играчка моја кариера за мене добра, одлична. Се заврши со еден, ајде да кажем, последен гол за националниот дрес. Со тој гол се пласиравме на светското првенство во Франција и ајде да кажам, викам, подобар момент нема за мене за опростување. И дента, мислам, тоа беше на 17-ти, дента славам роден ден и викам, чиме се поклопи вака работите. 17-ти, кажи го. 17 јуни. Тоа беше квалификациите, 17 јуни и роден ден. Ми се деси тоа со голот пласман и викам, ајде светот останува на младите, доста е и... Ти тогаш колку, 30 на 36 години. 6 години имаше кога го напушти. Можев уште, ама последно ми се, кога бе во Картар, малиот син ми викам, тато, на скајп се гледам, ми викам, тато, што сеш да ти донесам да ти купам? Тој ми вика, тато, немој, дали вас премала мајка му? Врати се. Тато, не мора ништо да ми купа, само дојди си. Ја викам, доста е. И така ми се, некои работи ми се поклопи и викам, ајде, доста е. Сега можеш да се подсетиш колку републички титули имаш со екипиве кај што играше, тешко е тоа да се... Тешко. Па сигурно на 10. На 10 и купови и ова или куповите посебно? Плюс, башка. Значи 20, да речем. Па не може и 20, за мене 15 да сигурно. Добро. Многу сум освојал 2-3 пати, 3-4, 2-3 пати со Вардар, 2-3 пати со Пелистер, со Металург 4 или 5 пати. Имаше многу. И тука во тој поглед, мислам, кога ќе погледнеме таа статистика и тука си меѓу најуспешните во нашата држава. Може би некаква Лушевски со 20 годишна кариера. Стефче веќе години, до стари години би рекол да не се навреди и играше. Над 10 сигурно, да. Да, нека се 15, мислам дека толку беше и... Штета тоаш други времиња беа, не се воде некои статистики, сега може би да прашаме нешто во Федерација, да ќе кажат, ама некои посебни бројки од поодамна нема. Нема. Меѓутоа, таа статистика во цел свет се води и се знае дури како се одвивал надпреварот кој ќе отвориш Полска, Македонија, тамо и да видиш, да знаеш што се случувало и така. Тоа е посебно интересно за тренерите да прават некои споредби. Сега се ближи кон крај нашиот разговор. Нема
да избегнам од тоа последно прашање што го поставам речиси на сите, семејството на Наумче Мојсовски. Колку члена брои, што, кој, каде, како? Семејството на Наумче брои моментално 4 члена. Жена ми Марија и 2 прекрасни дечиња синчиња. Едниот е Кристијан, другиот е Стефан. Едниот е 6,5 години, другиот сега у јануар ќе прави 3. Не, овај малиов да, помалиов големиов ми е фудбалерче. Помалиот ја грава топката. Граба и си сака, овај подив е вториот, а овај првиот ми е си запна некоја цел од 4 години, 4,5 фудбал и не го пушта фудбалот. Сад, здраве Боже, јас реков, има време нели ќе менува, али дај Боже само да е спорт, какви времења доаѓаат, само да е спорт, не е битно кој е, да е на здрави основи, да се застане. Си го сака спортот, може би сега атрактивни се Роналдо, Меси и компанија, така да си гледа нив, си ги сака, си има идоли, нека си идоли има, си имаш задоволство во семејството, како тебе што ти беа идоли, например, од домашната сцена, кој што прочита Боро Чурлевски, а од надвор Балич. Па добро, тоа наше време, знаете ви, наше време немаше арени и да се гледа многу време тие надворешните. И да не знаеш веќе кај да завртиш и што да гледаш. Сега друго е. Значи поголемиот сака да биде Меси, а помалиот да биде како татко. Па тато уште сега кога му пуштам нешто на YouTube, кога гледа и тата гледа, вика браво. Викам ајде нешто да почне, затоа кажав, не е битно кој спорт, битно е спорт да е. Ти во моментов во ракометот вклучен во управен во федерација, председател на Струга. Тоа значи како Струга нема друга идеја. Така што кажавте, расадник на таленти, да не состави така, знаеме колку е важно и не да е добро, одлично е тоа да поранешните ракометари, оние што значиле нешто за македонскиот ракомет, да помагаат во тие клубови каде што биле, а младите да има од кого па да научат. Советот е многу битен во тие младешки години, зашто искуството не може да го стекнат на 7-18 години. Треба да го купат од некој што го минал тој пат, што треба тие да го поминат. Добро, Наумче, еве, се договаравме, ја реализиравме оваа емисија, влегуваш во легендите македонски спортски, не само во ракометот, туку воопшто во аналите на македонскиот спорт, па ти благодарам уште една што одели време да ја снимиме емисијата. Задоволство ми е да ме споредувате со такви легенди, секоја за вас сум тука. Почитувани гледачи, тоа беше нашата спортска легенда, ракометна Наумче Мојсовски.